Голф играта во Македонија е понова игра, спортска, меѓутоа имаше големи иницијативи да се изгради еден голф терен, како и во соседните држави, но тие остана само на иницијатива и не се направи ништо повеќе. А се формира веќе Федерација за голф игра и интересот меѓу младите секојдневно се е поголем и поголем. Меѓутоа мораме да направиме нешто што е потребно за младите, барам да изградиме тренажни центри каде што младите ќе ги исполнуваат своите задоволства. Разговараме со организациониот секретар на Голф Федерацијата Илија Остојич, човек кој што неколку години активно работи и верувам дека иницијативите што ги покренува Федерацијата ќе дојдат до израз и до Олимпискиот комитет, меѓутоа и до Агенцијата за млади и спорт. Голф играта, реков, е игра на богатите, на оние кои што наистина има доста пари, меѓутоа голф играта е исто така и за развој на туристичките центри во Македонија. Ако сакаме да имаме добар туристички центар, како што е Охрид, имаше една идеја да се и таму изгради голф игралиште, но сето тоа пропана. Бидејќи спортот и туризмот се една алка која што носат профит, а голф играта е една од најперспективните алки, ако можам така да наречем, кои што ги носит богатите, кои што 2-3 дена тренираат, играат на тие терени и повторно се враќаат во своите домови и така се расширува афирмацијата за голф играта. Господин Илија, правите големи напори. Ги користите терените на Бугарија, особено на најблискиот терен на голф игра меѓу Банско и Разлог, еден од подобрите, би рекол, во овој дел од нашата држава. Бевте и на меѓународно првенство на голф игра, а исто така и државните првенства токму ги одигнувате на овој терен. Нешто повеќе за формирање на Федерацијата, за учеството на младите, на кој начин ги прибирате и каде се ги изведувате овие тренизи? Прво да ве поздравам. Значи, мене ми е многу драго, прво да се прояви барем и од ваша страна интерес околу самиот голф како игра и кое што за почеток можам да кажам дека е непознаница во некој процент или кај нас. Но сега полека како што овие младите патуваат, шетаат, се информираат, имаме многу средства на овие комуникација, така да луѓето сега стануваат се повеќе свесни околу самата игра, која што сама по себе е многу специфична од аспект на тоа што бара профил на ова луѓе кои што барат, како да кажам, спој еден на она што е природа и она што е ова релаксација, односно физичка активност. Оно што е битно за спортот веќе кога зборувам за ова него е тоа што веќе не станува, како што вие спомнавте на овој почетокот, спорт само за ова богатите. Туку напротив се јавуваат големи иницијативи, особено од ова светската голф асоциација, во која што се промовира овој спорт за сите класи, да кажеме, на луѓе. Поради тоа што самиот бенефит не е само во ограничен број на луѓе да го прават тоа, туку напротив, преку овој спорт се развива тој джентълменски став не само кон луѓето, туку и кон животот, самиот однос меѓу себе, дали на комуникација, начинот на ово облекување, така да тоа се квалитети кои што у суштина треба да ги гаи секој човек, особено сега кога веќе сите се движиме кон некои цивилизирани општества, тоест овој стандарди, и преку овој спорт се промовира токму тој дел. Првенство, односно бенефит на спортот е покрај таа симбиоза, да кажам, со овој природата и ова физичката активност е и тие некои квалитети кои што секој од нас треба да ги носи. Навистина уживаме кога ги гледаме спорт, голф терените, природата, се она што не обликува, и тука е она радост на играчите. Македонија, реков, нема голф игралиште, го користиме голф игралиштето во Банско
Еве, гледаме и нашата екипа беше гостин на Федерацијата на Голф Федерацијата на Македонија, донесе некои снимки и тоа е убаво да го презентираме пред љубителите на голфот во Македонија, бидејќи реков полека голф играта доаѓа до израз меѓу младите кои што сакаат еден психички одмор во природа. Ова првенство кое што содржа меѓународно во Бугарија, Македонија учествуваше, но ме интересира, подоцна ќе зборувам и за правилата и за играта, за се, колку членови броеше нашата екипа и на кое место се пласира? Значи, при тоа што сега станува збор за ова меѓународно првенство, во кое што зема учество некаде околу 89, ова играчи, тоест голфери, на овој турнир и од кои, од Македонија, како наши овие представници беа вкупно 15 голф играчи. Така да, овој можам да кажам дека Игор Стоименов зема второ место, во тој да кажеме надпреварувачки дел. Па знаете како, у суштина нема екипи, при тоа што ова е така поединечно, како што реков, вкупно 89 играчи од јас се мислам околу 9 или 10 земји. Дури дојдоа луѓе од Германија, од Русија, од Австралија, од Америка, што ја прилично бев изненаден. И нашите соседни земји, од Србија имаше, од Грција, Бугарија, понатаму од Словенија, од Хрватска, така да и ние самите бевме прилично изненадени од самата посетеност и самиот интерес, да, така да. Ние Македонија немаме голф терен, а овие ги спомнате, но тоа е она желбата кај вас, кај младите, да се докажете и покрај тоа што условите тие се. Ветувањата ги видовме, не се остварија, но верувам дека во иднина и тоа ќе се направи во Македонија. Бидејќи соседите веќе одат. Бугарија има 2-3 терени, Србија се подготвува, за Хрватска да не зборам, за Грција исто така во непосредна близина имаме терени во Порта Карас и останатите држави. Сега и Албанија почнува да гради. Останува Македонија, но Македонија постои интерес меѓу вас и тоа е она што можеме да видиме горѓе. Еве гледаме наши учесници и во машка и женска конкуренција. И освоено второ место во овие земји кои што се богати со голф терени. Нешто повеќе за тоа. Видете, кај нас у суштина е многу битно да постои тоа јадро, на овие голфери. Дали некој ќе се подсме дека сме 5 или 10 или 20 луѓе, самата цифра не е битна кога збориме од аспект на квалитет, односно ако ќе кажам квалитет, зборувам за тој жар, кој што постои како влюбеници во самиот голф. Поради тоа што тоа е тригерот кој што овој понатаму ќе го развива овој спорт. Така да ние да кажам покрај Банско, односно правите голф терени кои што ги користиме, не секојдневно или секоја недела, тоа да ни биде јасно, сепак тука стана збор за некој финански елемент кој што повторно ќе кажам не е така преголем како што многу мислат. Ја мислам дека многу луѓе кога ќе им спомнам дека јас сум за викенд дали Порто Карас или во ова Банско, како трошок е ист како луѓето кои што ќе отидат во ова кафана на ова некој ручек или не знам како. Така да ние се припремаме, тука е самиот акцент на импровизацијата. Луѓето дали во ова Бугарија или било каде сме, како ова гости се чудат од каде ние толку добро ја знаеме самата игра кога немаме кај нас голф терен. Така да повторно ќе се вратам на мој став, кога има луѓе со жар и со љубов кон оваа игра, тоа е основа, за да се развие, односно за да се движиме напред без разлика кога и колку, али е тоа добро да самиот тајминг сега се искористи, да барем имаме некоја основа на луѓе кои што го знаат овој спорт и можат многу лесно да кажам да го пренесат на сите млади луѓе. Добро спомнате, треба да има основа, треба да има љубов, жар, меѓутоа треба да има и едукација. Дали имате тренери кои што навистина го знаат голф играта и колку тие се вклучени во обучување на младите љубеници во голф играта?
Тоа е добро прашање. Поради тоа што да ви кажам, значи искрено сега сме и прилично стрекни, значи од тој момент. Поради тоа што имаме еден гостин, значи кој што тука е веќе резидент или живее во ова Македонија, тоа е Скопје. Тоа е господин Мандар Саид и кој што е бивши значи PGA, односно професионалец. Како овој карактер, како лик, значи тој е страшен човек од аспект на тоа што толку многу сака да ова помогне, особено на овој млади луѓе, односно деца. Олимпискиот комитет ви нуди услови за обучување, за едукација. Дали имаме луѓе кои што се заинтересирани од Македонија? Олимпискиот комитет на Македонија, благодарение на Олимпискиот комитет и ова се што го работиме ова снимка али тој вложува средства во едукација на тренери за спортот. Во тој контекст, у суштини сакав да се надоврзам, значи започетната фаза или стадиум, значи на ова деца, луѓе кои што стартуваат, значи кои што започнуваат со овој спорт, се разбира дека најкомпетитивни сме ние, значи кои што веќе ова некој 10, некој 15 години сме веќе во самата игра и во кој што многу лесно може да се пренесат сите тие основи од каде што мора или секој да ова почне. Но она да се навратам, значи за некој по-добри резултати, да кажеме, значи на по-професионално овој ниво и тука имаме значи веќе човек кој што може и тука да ова помогне и се разбира сега ние во овој момент исто така формиравме, тоа се вика значи како PGA асоциација на голфот во ова Македонија, кој што имаме значи и лиценца од RNA, значи тоа е како светска голферска асоциација, кој што ни ја дадоа зелено светло токму поради оваа персона кој што ја имаме кај нас и тој како основ во суштина каде што можат они да помогнат, значи лично и значи материјално за да се развиват значи и ова луѓе кои што би се бавеле со инструкции, односно со ова давање часови. Значи веќе имаме основа што е многу битно и сега правно тоа исто така ќе го реализираме. Колку агенцијата за млади и спорт е вклучена во финансирањето? Дали таму веќе сте регистрирани како асоциација на голф играта? Да, значи таму сме вклучени, значи од 2011 година, значи таму сме регистрирани како Македонска голф асоциација, така да тој континуитет и ова сега го продолжуваме. Искрено имавме некои, ајде да кажам, ова символични средства, но сепак за нас и ова тоа е значи ова добро, значи како позитивен сигнал. Системот го збогатува финансирањето на федерациите. Видите, искрено јас сега околу финансиите малце е тешка тема да кажам, за да се каже. Е нормално. Да, така да кај нас ни е малце побитно, значи она што правевме муабет уште на овој самиот почеток е самата желбата и љубовта под број 1 или под број 2 е тој сапорт кој што би требало да се даде од овој самата држава или да кажеме државни институции, особено кога збориме за инфраструктура, значи тоа е клучот. Потегнавте неколку иницијативи барем да се направи тие тренажни центри. Еден од тренажните центри требаше да биде во аеродром, во непосредна близина на фудбалската федерација, навистина постојат услови. Потоа имаше за жал неостварена наша желба во Охрид и Струга да се изгради и голф игралиште, особено во Љубаништа, Свети Наум, но и тоа пропадна, знаеме од кои причини. А исто така беше покрената иницијатива и во непосредна близина на Скопскиот аеродром во Петровец имаше услови да се изгради голф игралиште, но и тоа пропадна. Се надевам дека федерацијата размислува на тој план, рековме збогатување на природата, збогатување на туризмот, збогатување на спортот во Македонија. Ќе покренете некоја иницијатива, има услови во Македонија да се изградат, но реков средство да се основа за она што треба да се реализира. Видите, во суштина тоа е еден само елемент. Значи, јас повеќе би рекол дека мора да како да кажем да се искристализира таа да кажеме правна регулатива, преку тоа што
како и да е, значи имаше веќе некои потези од ова странски инвеститори кои што сакаа нели да вложат кај нас. Вие го ова спомнавте добар пример нели ова што беше во ова Петровец. Така да ја дури и се сретнав значи со некои луѓе кои што директно беа вклучени во тој процес и значи тој финансиски момент веќе беше затворен. Значи не беше проблем околу самите финансии, но тука се појава проблем од тој некој правен дел, односно нели аспект. Сега и не би навлегувал многу, значи, али тука е таа, да кажеме, иницијатива која што ние како федерација бива сакале нели да дадеме како еден вид на ехо кон самите државни институции во кои што значи спортот да не го гледаат како што и вие спомнавте или спорт само за овие богатите, него да се гледа во констелација на самиот туризам, на ова промовирање на ова земјата, при тоа што како што стално им викам нели на моите пријатели, овие сите странци кога ќе дојдат прво ме прашуваат или кога сум ја некаде надвор дали имате голф терен, доколку немате вие не сте цивилизирана земја. Така да самиот пример кој што го имаме во сите соседни земји, значи како што спомнавте Србија, Грција, Бугарија, ова Хрватска, Словенија и ова така натаму, па дури јас би рекол дека и во Приштина има еден драйвинг рейндж, така да само сме ние некоја црна дупка во целиот тој дел кој што заостанува. Се не знам дали е тоа свесно или тоа сме ние таков менталитет. Целата поента е дека не мора ние да измислуваме топла вода, значи кога веќе тоа се практикува во светот, а особено кога гледаме дека тоа се прави во соседните земји, така да не го прави тоа никој за ова џабе. Значи има тука поента и цела приказна нели за тоа. Така да ја мислам дека треба само да ги следиме тие позитивни примери, преди тоа што на крајот на денот мислам дека секој добива, а особено како што реков еден вид на овој промоција, при тоа што чисто на секоја туристичка овој мапа во светот, па еве јас сега лично некои пријатели кои што ги знам, значи секој бара да има некоја активност во текот на неговиот годишен одмор. Значи не е само нели да се лежи и да се плива, него некој сака и плюс да направи нешто што е дел од неговиот животен стил.
застанавме на она што е желбата и идејата. Ќе мораме ние како новинари пред се повеќе да обрнеме внимание на ова игра, повеќе застапани и од вас, од Федерацијата, што повеќе застапено, што повеќе барање, наметнување, би рекол, со аргументи за ова игра, бидејќи ова игра не е само на Федерацијата, ова игра е од интерес на стопанството, рековме, туризмот, привлекува многу средства спортските објекти. Не е повеќе туризмот лажичка и кревет, одам, спијам, јадам. Што повеќе други содржини во туризмот го носат онај благодет, финансирањето. За жал, во Македонија не се направи ни фудбалски игралишта, ни тениски игралишта. Сега се размислува нешто, некои стопанственици повеќе размислуваат на каков начин да го привлечат странскиот турист со изградба на спортски објекти, па потоа да му овозможи нормално добро сместување и хотел. Иницијатива постоеше. Сега треба да се направи идејата да се реализираат што повеќе тренажни центри слични на голф игралишата. Еве колку е убаво само да се гледа начин. Ова е на психолошка игра, би рекол. Одмор на мозокот, на умот, на нервите и така натака. Подобар лек во природа и кислород не можете да најдете. Ајде да се вратиме на правилата, на дисциплините кои што постојат. Како што реков, нели, на овај самиот почеток, самата игра е ова таква во која што ги промовира тие, да кажеме, джентлменски вредности. Така да од тука и се дефинирани тие правила кои што мора, нели, секој да ги следи. Ајде да кажеме, едно од овие првите правила кои што се основни е самиот дрес-код, нели? Така да секојаш се бара од самиот голфер кој што игра, односно кој што ќе влезе на самиот терен, да биде прописно, нели, облечен. Значи се бара, значи, некоја пристојност, особено кога зборуваме, нели, дали долги или кратки панталони, и мајца која е со ова крагње, значи не може без ова крагње мајца. Тоа е број 1. Број 2, значи секој голфер, значи, мора да ги почитува самите правила кои што се дефинирани, нели, околу самата игра. А едно од тие правила е да ги почитува своите, да кажеме, голфери или соиграчи кои што се во самите флајтови. Значи, кога зборувам за ова флајтови, тоа е у суштина, ајде да кажеме, како група на овие голфери кои што почнуваат и завршуваат заедно во еден турнирски тек, да кажем. Значи, тие флајтови може да бидат од двајца, од тројца или од ова четворица голфери. Значи, како што спомнав, значи, секој треба да се почитува. Под број 2, значи, се дава еден вид на, ние го викаме како скоркард, значи тоа е усуштина како ова картонче во кое што се впишуваат сите удари. И она што е битно да се разменува, значи секој му ова пишува на овој другиот. И значи тука е тој дел, значи да секој кој што ќе ги каже својот број, нели, на ова вкупно изиграни удари, треба да биде коректен, треба, значи, да ова биде правичен. Така да тоа е едно од ова многу битно правило. Ова е понатаму во самата игра, значи секоја дупка, значи, започнува од ти-бокс, нели, ние го ова нарекуваме како ти-бокс, тоа е еден вид на правоаголник во кој што, нели, тука се ова стартува, односно се изведува првиот удар. Значи при изведување на самиот удар, значи она што е битно за секој кој што е во тој флајт, значи мора да седи на оваа страна, да не карира, да кажем, никакви звуци, значи да му се даде простор на самиот овој голфер да има максимален фокус. Значи кога гледаме вака грубо, значи кога се врши односно кога се спрема за првиот удар, изгледа многу лесно, а уствари е многу тешко од аспект на тоа што треба, значи, да сте фокусирани. Меѓутоа, големо внимание на поставеноста на нозете, аголот на нозете, екстремитетите горни, на кој начин, палката исто. Тоа е голема работа. Концентрацијата е најголема при првиот удар, како и во шахот, тишината, може само тишината да ја нарушат птиците со убавата песна, а тоа ги надокнадува. Еве, покажете, докажете на тоа. Еве, како што спомнавте, значи
Јас лично кога зборам за себе, при тоа што практикувам многу спортови и тоа на, ајде да кажеме, врвно ниво, значи овој голфот ми стана еден од најтешките спортови. Зошто е најтежок спорт? Поради тоа што под број 1 е игра на ова милиметри, односно ако се промаши малце топчето од тој soft spot, ние што го кажеме, или како аголот е баш така не само аголот, него малце ако е лево или ова десно, таа од тој центар да кажеме. Значи веќе имаме некоја девијација од 50 метри или ова 100 метри лево или десно. Значи тоа е страшна игра на ова милиметри. А згоре на тоа, значи имаме ова движење на ова целото тело кое што мора да биде во еден ритам. Значи доколку малку се ова промени самиот ритам, дали на ове нозете, дали на ова трупот или пак на овој самите раце, веќе све се менува. Така да од тој аспект се бара, значи, баланс овој добар да се има добро темпо и второ, значи, да се биде фокусиран. Значи самиот фокус трае на секој удар, значи дали е на ова првиот удар од бокс или пак станува збор или на крајот кога треба самата ова, тоест самото топче да се стави во ова дупката. И тука е, значи, прилично, ајде да кажам, филозофија од аспект на тоа што нели гринот кој што тој дел се нарекува грин, не е ова рамен, да вие само право нели го ова бутнете топчето, него тука има, ние го викаме читање, од аспект на тоа што е самата површина во вид на некој бранови, односно има наклони, дали лево, дали десно, дали горе или доле, така да вие мора да го погодите точниот агол и брзината на овој самата ова топка. Значи ако е малце појака и ако вие сте го прочитале, односно сте ја прочитале самата линија на пат, ако е пребрза, значи тоа е веќе закон на овој физиката. И од тој аспект сакам пак да се навратам назад дека овој спорт бара, значи баш вика што спомнавте шах, од аспект на тоа што јас сум добар шахиста, барем кога сум бил мал сум бил овој првак на овој Скопје, тоест мал, ајде да кажеме основно. Така да ја знам многу добро оваа игра и јас би рекол дека после овој завршување на овој самиот турнир се осеќам како после шахот. Значи ова збориме за тој надпреварувачки дел. Така да се бара многу ова јака концентрација и тука е филозофијата у суштина човекот да тоест нели самиот играч да е овој смирен и да си верува на свингот. Дури и патиките, еве ние гледаме, не се тие патики колку што ние секојдневно ги носиме, специјални патики, специјални крампони, да не може да лево десно да оди. Меѓутоа мене ме интересира една опрема за голф играч, од најскапа до најевтина. Тоа е прашање кое што ме прашуваат сите, поради тоа што еве дали мене ќе ме видат некаде во парк или било каде да тренирам, дека на крајот на денот пак ќе ви спомнам, че мене ми треба само една палка и едно топче, мене не ми требаат пари, јас сепак да го исполнам денот ете со ова голфот. Така да, значи тука варира, значи за овој почетници може да се направи, односно да се најде опрема, особено сега нели станува збор да дали преку онлайн шопингот или било како, значи може да се најде опрема комплетно, зборам од ова мајца, ове панталони и ове патики, значи све заедно некаде за 100 евра. И плюс, ако ги вклучам и овој самиот сет на палки, значи тука може за некои 100 евра да се најде, значи со 200 евра може све комплетно да се почне. Што е некоја, да кажеме, инвестиција која е пандан на било кој друг спорт, значи еве ако вие ова спомнате фудбалот, па ја мислам дека патики, копачки и сите тие штуцни, не знам како, значи плюс минус сме тука како некој буџет веќе кога ова зборуваме. Така да тоа е за старт, ја мислам дека е прилично окей сума. За нешто посериозно веќе тука се зголемуваат нели овај цените. Али тоа си ова доаѓа природно, значи колку човекот нели ова влегува во самата игра, тој нели бара и плюс некои перформанси, кои што еден дел од тој, да кажеме, фактор е и ова самата опрема. Ме интересира тајмингот на една игра, време траењето колку е? Видите вака, значи у суштина во голфот самата игра се дели, значи дали на 9 дупки може некој да игра или пак вкупно, значи 18 дупки. Така да зависно од тоа, значи пак да се навратам, значи тој што е турнирски дел се 18 дупки, значи тоа е маст. Така да тука станува збор од 2 сата за ова 9 дупки до 4 сата, значи за овие 18 дупки. Повторно и тоа е релативна, да кажеме, ова категорија од аспект на тоа што зависи од самите играчи на кој се ниво. Значи доколку се послаби играчи, значи може дури да ги фата околу 5 до 5,5 сати, значи да се на ова терен, а по-добрите значи може дури да вас кратат некаде од 3,5 сати плюс минус, така да бидат на овој терен. Бодувањето и улогата на судиите.
Бодувањето зависи значи за која категорија станува голфери. Значи имаме две категории на ова голфери, тоа се значи прва и втора категорија, која што пак основа за нивна категоризација да кажам го зима хендикеп системот. Сега ќе прашате што е тоа хендикеп систем. Значи хендикеп систем е еден вид на ајде да кажеме како мерило колку е ова добар голферот. А тоа значи дека не може во искош да ставите значи некој многу добар голфер со некој кој што сега започнува. И тука е еден од тие правила кои што у суштина важат во самиот голф спорт, да во самите флајтови кои што играат се ставаат значи голфери кои што се на исто или пак приближно ниво. А тоа значи дека имаме хендикепи кои што се од 0, значи тоа се професионалците, па до хендикепи кои што се максимум за секој турнир некаде од 24, мислам дека е за ове мажите, односно до 35 се за ова лейдис или ова девојките. Што тоа значи хендикепот? Тоа значи у суштина дека секоја дупка која што се игра, на пример еве ако земеме баш конкретно една дупка од 150 метри, таа се води како пар 3. А тоа значи дека од 3 удари треба самото топче да се стави во ова дупка. Сега за добрите голфери, значи тоа може да го направат во 3 удари и тогаш ние велиме дека се на пар, односно имаат хендикеп 0, а за професионалците они може да одат и под пар, а тоа значи дека ова наместо 3 пати они да ја стават од 2 пати. Послабите играчи, значи тоа може да го направат за 4 удари, односно плюс 1 од ова парот или пак за 2 удари плюс од парот. Тоа значи од това 5 пати. Кога би се земале сите 18 дупки, колку плюс удари од парот некој ќе изигра, тој суштина го дава самиот хендикеп систем. Верувам дека нашите гледачи ќе ги интересира димензиите на топчето, составот на топчето и се она што колку видови на топчиња. Тоа е са малце техничка страна, да кажам, но евентуално значи самите топчиња, па не знам да ви кажам искрено по ова димензија колку се, али во маса, да кажем овие тежина се некаде околу 100 до ова 200 грама са плюс минус, сега не ме зимете за ова збор, но ја еве ќе ви кажам лично дека се па и прилично ова тешки, знам од ова моите деца дека баш ми ова искршија прозор, така да не би препорачал нели да се дават на овие деца, но она што е битно да од една страна овој составот тоа е у суштина вид на овај пластика и плюс има значи јадро кој што е па не знам се баш искрено од што баш све е составено, но знам дека е од 3 слоја значи да дае тежина, за да може у суштина да го апсорбира самиот удар на ова палката. Под број 2, значи самата топка не е мазна, него има како еден вид па е така рапа возбрановидна и да не прима влага и плюс да има значи добро триење со овој самиот воздух, значи баш да го ова сече воздухот. Така да она што е многу битно, барем ние гледаме, а тоа е еден дел од тие правила нели кои што треба да се почитуваат и да се знаат. А тоа е значи да не се доведе во опасност ни еден голфер, нити пак персона баш така, значи во случај кога пред нас има некој дали лево или ова десно, дури и ова најмал агол кој што може да представува опасност некого да се погоди, значи тука се престанува со ови играње, значи се ова пречекува и се престанува, така да тоа ви е доволен знак за да се каже у суштина дека и ова топчето е ова сериозна работа, значи мора да се ова внимава на овој него. Така да мислам тие овие работи секој голфер значи на самиот старт нели ќе се запознае. Така да дури и евентуално ако сака некој да игра на прав, односно на овој висински голф терен, значи се пријавува, но тоа е една процедура, го викаат green card или ова зелена карта, значи не се пушта секого, прво мора да ги помине сите тие правила, да го знае самиот basic, па да може како стрелиште исто бидејќи опасност од секаде. Да, баш така. Значи зашто? Поради тоа што значи може да се случи како што кај нас беше на самиот овој турнир да бидат 89 голфери. Значи сите 89 голфери мора да ова мислат како еден. Така да од тој аспект значи треба да се знаат и се овој стрикно почитуваат тие правила. Значи под број 1 да се заштитиме нели ние кои што играме тука, а под број 2 секој да е свесен за некоја потенцијална нели опасност која што може да се случи. Така да тоа е еден од ова клучните елементи кои што секој од нас ги има во предвид. Благодарам господин Илија, еве ги дадовме основните податоци
и верувам дека и нашите сниматели ова им е прво снимање, меѓутоа ја би рекол дека добро го направиле, она што е потребно да го снимаат, потребно е да се ужива во она што го дава природата и она што го овозможуваат голф играчите. Верувам дека и во наредниот период ќе посветувам поголемо внимание на ова спортска игра, заедно со вас, па ќе бидеме и гости на едно некое првенство, ќе можеме, многу не се коментираат, овде музиката и природата е доволен коментар и психологијата на играчите. Значи, психологијата на играчите игра главна улога за успехот на и бодовите што треба да ги добие. Уште еднаш благодарам на вашето учество во ова репортажа што МОК телевизија ја прави и го запознава гледачот со голф играта и да се надеваме на иницијативите што треба да ја покренеме за Македонија, исто така да добие барем пристојно место за тренажен простор, а и пристојно место за голф игра. Јас навистина, значи прво вас ви се заблагодарам, значи ние многу цениме дека барем еве кај вас се прояви таков нели голем интерес за да се промовира овој спорт, значи тоа многу ни ова значи и се надеваме дека и во другите нели институции кои што се бават со ова, значи не е само со спортот, него збориме ова малку и пошироко, дека ќе прояват исто така интерес и се ова разбира дека би било драго у суштина сите да се движиме во ист правец, а тоа е да се промовира овој спорт за сметка нели на тоа да се анимираат и овој младите, да се промовира нели ова добрите манири, значи кај ова луѓето и во контекст нели на сите таа нели природа која што ние ја имаме, да си ја промовираме и својата земја. А вие, драги гледачи, останете и уживајте во природата, во музиката и во играта на голф играчите. sold me down the river, baby. You sold me down the river. Oh, hey, hey. Oh, you got me loose. Hey, hey. Down the river blue. I'm taking in what I can get, but I can't find the answers yet. Head in the water, slow my mind. I hold my breath until I'm found.